Здраво, здраво, добро вечер, понеделник 20 часот, нова последна епизода за оваа година од петата сезона на подкастот Книжевни разговори. Размислував кои да ми бидат гости, како последни гости во оваа сезона за оваа година, па решивме да им дадеме предност на членови од Друштвото на писатели на Македонија, како највисока инстанца на Сдружение на писатели во оваа држава, пак нема да должам многу, ќе им посакам добре дојде на Живко Гроздановски и Сузана Васпасовска од Управниот одбор на Друштвото на писатели. Добро вечер, дечки. Добро вечер и за тебе. Добро вечер. Како сте? Одлично. Сузана ни е прв женски гостин во оваа нова пета сезона на подкастов. Мене ми е особено драго кога се барем двајца гости во емисија, има некоја динамика нели на разговорот. Ајде да почнеме со ред. Има ли некој што не слушнал за Друштво на писатели во Македонија или што знам, кој е ваше вака некое си видување? Да им објасниме малце за што точно се работи. Па еве јас прво ќе речам добро вечер и од мене. Дали има некој што не слушна? Сигурно има многуми нешто што не слушна, але зависи во кај живеат луѓето, не се сите привилегирани како нас, да речеме, да се занимаваат со култура и книжевност и да тие што се занимаваат со култура, со книжевност сигурно знаат, а другите што не знам, не се занимаваат со некои работи или со култура, може воопшто цел живот може да помине без да слушнат. Така што ама да. Добро, и имаше, значи, Друштвото на писатели имаше доста бурна година, изминативе години и пол да речеме, две, може да се каже, и убаво што сте тука како гости, нели, за тие работи некои да ги продискутираме. Фактички вие сте дел од новото раководство на ДПМ како такво. Кога се случија тие промени во Друштвото на писатели? Кон средината на годината ми се чини беше и нели што се случи од тогаш па наваму? Сузан може ако сакаш ти да земе збор како женско, да дадеме предност. Да, еве јас бидејќи сум не толку стар член на Друштвото на писателите, во 2019 станав член. Аз сум пишувала, да кажеме, многу предходно. Ама ете како некој да кажам наблюдувач од страна, некако не сум се осмелувала да влезам во тие редови. Мислам дека тоа нешто се направи некое придвижување, да кажам, во однос на млади членови со Сонја Елзесер кога дојде. Таа некако ги подотвори повеќе вратите, да кажам, за помлади членови. Можеби, не знам, грешам, можеби е тоа мое лично, да кажам, гледање. Ама тогаш имаше некои бранови, вака да кажам, на помлади писатели кои влегоа и така се обнови малку друштвото, се подмлади, да кажам. И мислам дека сега со новото раководство, начело со помлад, еве Живко е помлад и од мене, дека уште повеќе ќе се отвораат тие врати за уште помлади автори. Се надеваме дека со новата промена на, да кажам, критериум на примање на млади членови, дека тој бран на вистина ќе се зголемува. Така. Да, ако не се лажам, во текот на летото имавте и отворен ден каде што после избирањето на новото раководство за прв пат можа членови и надворешни, нели, наблюдувачи да дојдат и да ве посетат за да се запознаат со работата. Да. Новото раководство беше одбрано на 1 јуни оваа година. Тогаш имавме изборно собрание. После тие перипети и сето тоа се организираше изборното собрание на 1 јуни. Наш 17 и 18 јуни, мислам дека беа тие денови отворено ДПМ. Јас сакав да има отворено ДПМ уште на 5 и 6, ама не можеше зашто имавме многу бирократски работи што мораше да завршат, имаше рок што мораше да се фати со централен регистар. И тогаш на 15 се заврши тоа, се фати тој рок. Нели, заверување на вистински сопственик, ако не се лажам. И да, 17-18 беа првите тие отворени денови на ДПМ. Така, па добро, и убав датум е ден после Bloomsday, нели, 16 јуни. И Джойс како некој што, нели, важи за врвен писател. Океј, како е ситуација сега во однос на има ли од кога се сменија работите интерес уште повеќе за членување од страна на нови членови? Мене ми интересира што така како некој кој што се уште формално правно не е член.
Секои други кои што знам дека имаат желба, писатели кои што творат веќе континуирано неколку години наназад. Мислам дека тој бран од пандемијата, од почетокот на пандемијата, навеќе последниве 5 години стварно веќе луѓе и озбилно си ја сваќаат сериозно работата на пишување, бидејќи ајде, кога е проза бара континуитет, кога е поезија исто така знае колку подлабоко ги чувствуваш работите и постојано да се твори, така што како ви стои сега кон крајов на годинава? Со прием на нови членови изборуваме, така. Па има интерес, имаше интерес. Сега од кого има интерес и колку има интерес. Мора да кажам дека сепак се сваќа со резерва. Од една страна се гледа со резерва на друштвото, се уште, зашто долг период беше период на немири, на нестабилност, на измени вакви, измени такви. И од една страна има една група автори што се резервирани. Од друга страна па има автори кои што аплицираат и конкурираат и сакаат да бидат членови, но нивните апликации не се секогаш не знам на едно задоволително ниво за зачленување, зашто сепак не значи дека треба се да се секој да се зачлени, од друга страна па исто не значи дека треба секој да се отфрли. И критериумите се така јасни од оваа година. Порано се бара и рецензии и препораки и слично. Сега не се бараат моментално. Па да го кажеме тоа со новиот статут. Да. Значи со новиот има некои измени. Да. Новиот статут е правен по угледот на хрватскиот, српскиот и словенечкиот статут, пред се на хрватскиот, како најблизок на нашиот. И таму многу убаво стои дека секој може да поднесе апликација за членство, барање за членство во секое време. Управниот одбор седнува и ги разгледува апликациите. Тековно, значи на тековно. На тековно ниво. Да. И ќе утврди управниот одбор дали се задоволуваат тие условите за зачленување се да поднесе 2 книги што се објавени. Сега, ова е многу важно и интересно. Во хрватскиот статут стои дека важно е да се 2 книги објавени за да се зачлени членот, авторот, кандидатот, нели? Да има објавено 2 книги кои што имаат афирмација и прифатени се од критиката, од јавноста, или исто тоа стои во хрватскиот статут, или авторот да со својата активност да придонесува кон книжевната заедница, сцена. Во државата. Да. Сега, во нашиот статут, кога го адаптиравме, таа важна точка ја изоставивме. Затоа што тоа остава простор да придонесува на книжевната културната сцена. Тоа е многу лизгав терен. Значи, тука може да се зачленат и некои што не придонесуваат, а добиле 5 или 10 награди за кои што ти веројатно никогаш не си слушнал. И тоа е еден момент и тоа треба да се има предвид, дека таа важна ставка во хрватскиот статут е изоставена кај нас, но секако дека може и нашиот статут да се ажурира на собранието. Да се дополни. Да се дополни, затоа што и тоа е важна всушност ставка. Може би треба да се доработи и да се прилагоди за наши услови, значи да се избегне тој момент на оставање на простор на за дискусија што значи тоа да допринесува, сепак да влезе како точка. Да. Значи има различни начини на придонес во друштвото, нели? И тоа треба исто да се земе предвид. Значи немаат сите книги национален успех или прифатеност низ цела земја или надвор и преводи и слично, ама има автори кои што реално заслужуваат да бидат. Но тоа само по нивна желба. Значи, друштвото никого не принудува, туку едноставно ги отвора вратите. И мислам дека тоа што сега Живко го прави со некои како да ги кажам, придобивки, значи за членството, дека со тоа би можело да се
направи, да кажеме, интерес. Јасно. Да, На- тоа се моите на две наредни кандидатите, прашања. Ајде да почнеме со кои тие придобивки кои што неодамна беа спомнати нели во јавноста за членовите нели на ДПМ, едноставно да ги представиме пред гледачите за нели да знаат. Па вака, активните членови на ДПМ, прво да разграничиме, има активни и пасивни Пасивни, членови на ДПМ, како и во други здруженија. И во Може би е добро да се потенцира и дека со новото раководство се воведе таа членарина, значи како што е во сите други здруженија професионални. да бидеме прецизни, претходно беше воведено со членарината, имаше и во времето на Христо Петрески нели членарина, плаќа и тогаш плаќавме нели членарина. А ова беше воведена членарината како критериум сега Како за задолжително обврзано. учество за собранието. За да, ако така. сака да учествува како активен член на собранието, треба да има членарина. Јасно. Да плати, а исто така и за конкурсот, за годишните награди. Да. Дека и тоа е некако врзано со Што е сосема логично. активно членство. Да, не може да воопшто да не придонесува со членарина во друштвото, а да аплицира за да поднесе за конкурс на годишната награда. Ова само ќе го кажам, имавме 111 активни членови. 111 беа на собранието вкупно. Сега се околу 137 активни членови. Значи тоа е позитивно што нели расте бројот на активни членови, што треба да е и целта на некој начин. Колку повеќе активни, Апсолутно, треба малку да сте загрижени ако има повеќе пасивни отколку активни, ама и тоа па нели. Не мора И да тоа значи. не мора да Не мора некој да не значи. секој пат да Но значи. тоа не се замрзнува членството па да не може, значи тоа е преодно. Може, зависи нели? од условите Да, дека секој така човек е. поединечно. Да. Добро, да бидеме реални, државата каква таква сепак не е доста мала и нели имате членови кои што не се само од Скопје, значи друштвото си е сепак нели децентрализирано, иако по отделните градови си постојат клубови на писатели за секој град одделно. Јас сум член на клубот на писатели во Велес од ланската година, така што знам дека си постојат Куманово и слично нели. Добро, а што е со тие некои новини кои што како активности како друштво ги преземате? Гледам сега дека еве имаше претходната недела имаше Ана Стојановска, како не се лажам, поврзано нели предавање со театарот. Да. И слични такви настани. Имаше Ана, но да се навратиме на претходното прашање, зашто мислам дека не се доискажавме. Прашањето беше за придобивките на членовите на тие членови. Да, членството. Да, јас се навратив наназад дека имаме активни и пасивни членови. Го памтиме сега. Да, а за придобивките рековме дека тоа е еден начин да се привлечат и членовите, да се зачленуваат и да се активираат како активни. Конкретно придобивките се почна со книжарниците. Книжарниците има во 7 книжарници кои што имаат издавачи, кои што имаат книжарници, да имаат активните членови 30% попуст на нивните изданија. И тоа беше првата мерка. Сега може постапно да се оди и со други книжарници, се подпишуваат такви договори и да се... И со други културни установи, како што беше и со театарските. Да. Не мислам за книжарниците, дека со 7 се подпиша, сега може да се оди со други книжарници. А потоа беа подпишани со 3 театри. И тоа беше по јака, да речам, вест, затоа што кај во драмски театар, во театар комедија и во МНТ, активни членови на ДПМ можат да купат до 2 карти по 50% попуст. Фактички купуваш една карта имаш бесплатно. Да, гратис. Денеска, вчера поточно, склучивме договор со албанскиот театар во Скопје, што ми е посебно мило. А минатата недела склучивме договор со Струмичкиот театар, Антон Панов, и со Народниот театар во Битола. Така. Утре треба да се склучи театар, договорено е веќе, со театарот за деца и младинци. Што ми е посебно мило. За нели имаме членови што имаат и деца, семејства и што можат да
Така. Да имаат и од тоа корист. Веќе разговарам со други автори и членови и од управен одбор за други институции. Низ Скопје, па и низ земјава ќе Да, види. доколку има интерес, се Одлично. надам дека ќе се договорите како и да е. Добро, читав едно интервју во пресед нова гостување за Слободен печат кој што го имаш и ти пред некое време, за тоа како сега нели представник на друштвото треба да да го представуваш преку некое лидерство со позитивен пример. Што значи точно тоа за тебе од аспект тука спомнуваш нели можеби простодушност некоја или каква, ама сакам да го слушнам ово и лично нели во емисија како тако. Па вака, тоа беше една мала провокација, да речам. Провокација, можеби тежок збор, ама така, некои велат болва. Спомнав за прашањето на Тони беше што значи за тебе ова председателствување во ДПМ на едно лично рамниште. И што е храбро прашање исто, нели, да се зборува за на личен план. Ама мене па тие храбри прашања некако уште повеќе ми се допаѓаат. И но кажав дека го гледам можноста, значи да се биде на првото место на ДПМ како една можност да се воспостават и некои да се понудат или да се зборува за некои нови форми на лидерство и нови вредности од типот на ранливост, реков, и простодушност. Како одлики на лидерство на овој. И тоа беше оно што го кажав. И тоа е така, мислам дека е невообичаено да се зборува за ранливост, посебно во нашата средина. Добро, тоа можеби со современи некои термини од психологијата би можело да биде емоционална интелигенција, да кажем. Да. Добро, во ера на токсична, токсик маскулинити се рекол дека е за поздравување. Да. И така, значи тоа сакам да зборувам, дека баш планирав деноиве да објавам текст, 6 месеци во ДПМ и пофалба на ранливоста. Ама тоа ќе беше долг текст и можеби е подобро 6 месеци во ДПМ и што е се направено, да речеме. Да, така мислам дека околу актите би требало малку да ќе зборуваме, не главно за ова за ранливоста, нема да го зафатам си од простор со ранливост. Ама тоа беше. Значи да се зборува за нови вредности, некои што не се вообичаени како за лидерство и слично. Земајќи земајќи го за точно тоа дека ДПМ е, како што викам јас, извлечено на брег. Дека не е. Да, ама Сузе убаво вика дека добро да се зборува за актите, така? Да. За тоа што е ново. За тоа што е ново. Па прво нов е статутот, така? Да. Сега предпоставам дека се раскреси со таа приказна за 2 статута. Мислам, и да постоел се работи според тој еден што треба да се работи, не? Ама никогаш не постоеле 2 статута. Тоа е таква заблуда, ама не може да има и 3 статута и 5 статута. Ама секој што барем малку се разбира тие работи, знае дека еден е важечки статут. Ама да. Практично тој што е депониран во централен регистар. И така, на 1 јуни собранието што се одржа, подразбираше и усвоен статут, поточно тогаш се усвои. И потоа се прифатија и правилници за работа на управниот одбор. Имавме согласно статутот рок од 1 месец за организирање конститутивна седница на судот на честа. На тоа е етичка комисија. Зборов судот на честа, таков тежок израз и баш мислам дека треба да се предложи на собранието да се преименува судот на честа во етичка комисија. Добро, тоа беше на крајот. Тоа е новитет еден што исто мислам дека е многу важен за функционирањето правилно на ДПМ. Усвоени беа правилници за работата на управниот одбор, правилници за работа на
за организирање на годишните собранија, не Награди. на наградите. Да, мислам дека тоа е многу поважно, затоа што се донесува некои построги критериуми, да речем, во однос на изборот на членови на жири комисијата, доделувањето, значи сепак тие годишни награди го представуваат лицето на Друштвото на писателите. Како не. И практично и можеби некогаш и ако биле некои награди несоодветни, неправедно доделени, така дека и тоа го одбивало, да кажеме, идното членство, да кажеме, од за членување. Добро, таа веќе тука влегуваме во и како ќе му дојде некои скотливи води. Се сеќавам на оној филм за што беше American Fiction што испадна како ќе му дојде годинава беше, да, кој што се закити со Оскар, каде што да главната улога ја има писател кој што е самиот писател, е член во некоја комисија кој што треба да оценува книги, така што тоа е и нели кога ќе се најдеш измеѓу малку скокотливи води се во секој случај. Добро, сега тече тој конкурс е уште до 20 и некој беше, ако не се лажам, до крајот на до 23. Да, до 23 декември. Вака, 23 декември е рокот, веќе на 24 треба, 22 ако не се лажам беше. Да, битно на 23 треба да имаме ние седница на која што треба веќе да се избере. Така, да се жири комисии да се изберат. така. И тоа е веќе тој период на нова година. No. Ама да, сега, ако се случи некој добјави книга на 24 или 25, мислам добјави, да испечати книгата и да има сериозно како да кажам причина за такво печатење на книгата и секако дека и тоа ќе биде Да, ма јас мислам дека тоа е од Министерството за култура, дека имаат тие некои други рокови до кога може да се отпечатат изданијата, што се поддржани на годишниот. Претпоставувам дека е така, меѓутоа да, најчесто е тука негде испаѓаат книги до почеток на декември, средина на декември максимум. Немаш време да испромовираш, ќе те фати друга година. Тоа следна година. Да. Рокот е 10 декември, така? Така мислам. Така нешто е, да, во секој случај. Добро, така што има простор да аплицираат, значи до 20 до 22-23, како е? Да, добро. Хипотетичко прашање, доколку сакате сега вие двајца на тие награди да пуштите ваше дело, тоа е возможно? Не сум запознат со ова. Значи имавме дискусија на седница на управен одбор околу тие прашања. Сега да бидеме вака сега професионални, да кажеме дека ние членовите на управниот одбор ги предлагаме членовите на жири комисијата. Значи имаме директен влог, да кажам, во оформувањето на жири комисијата. Тоа значи дека под предпоставка ние самите доаѓаме во конфликт, да кажеме, правиме некој конфликт на интереси, за тоа што практично ние би можеле и да одбереме такви членови кои што би оделе во прилог на нашите дела. Да. Иако треба исто така да се каже дека во статутот во тој дел значи нема забрана директна. Но се предпоставува сакаме да бидеме во теки со сите тие други такви да кажам здруженија каде што гледаме на пример струшки вечери исто така имаат да кажеме мислам дури и директна забрана да не конкурираат членовите на управен одбор или па нивни роднини и така натаму, значи за да се избегне да кажам такви тој конфликт ситуации што е и за поздравување. Да. И од таа причина, значи, може да се конкурира, но се остава на, како да кажам, на совеста на дискреција, да, на секој еден. Добро, да, fair enough. Вака, значи, статутот е имплицитно дозволува на членовите да конкурираат. Има еден став кај активно и пасивно членство и вели дека пасивните членови на Друштвото на писателите ги уважуваат, сега малку ќе може не сакајќи ќе парафразирам, ама поентата е таа. Пасивните членови на друштвото ги уживаат сите права како и активните членови, со тоа што немаат право да одат на собрание и да ги поднесуваат нивните книги за годишните награди. Сега тоа сака да каже дека пасивните ги имаат сите права на активните, ама ги немаат тие права тоа. Сега
членовите на управниот одбор се активни членови на ДПМН. Сега, што ова вика дека пасивните ги имаат сите права, ама ги немаат правата на активните, тоа имплицитно кажува дека активните членови имаат право да конкурираат. Што значи што ги подразбира членовите на управниот одбор. Затоа може членовите на управниот одбор да конкурираат. Сега, она што може да се направи, значи не може да се забрани на член на управен одбор да засега да конкурира, но убаво беше кажано, значи тоа остава на совеста на авторот. Она што е поважно е што ќе имаме ние собрание на почетокот не на почетокот, туку на средината на следната година треба да има годишно собрание. Таму веќе цело членство ќе одлучи дали тоа треба да биде така, да може. Затоа што ние се заминуваме како раководство, ќе дојдат другите, можеби дали за другите тоа прифатливо или не е прифатливо. Нека одлучат, значи добро, треба да се дискутира во група во секој. Треба да има јавна дебата за ова. Јас лично сум за инклузивност. И мислам дека во идеални услови треба да можат да конкурираат. И сега ова е ризично нешто да се каже. Да, ама од друга страна и некои нели забелешки исто така држат вода, како да кажеме дека ние сме мала културна средина, книжевна, и сега замислете дека да не конкурираат, например, тие што се се тоа многу членови на управен одбор. Да кажеме 6 заедно со председателот 7. Но замислете дека таму има и поети, и критичари, прозаисти. Значи ќе бидат лишени, да кажеме, самите годишни награди ќе бидат лишени, да кажеме, од изданијата на тие членови. Ама како да кажам, пак ќе се можеби ќе се намали квалитетот, можеби не знам, ќе падне нивото на нели на изданијата, ама сепак па ми се чини дека е поврзано нели со таа организација на општо на годишните награди, на изборот на жиријата. Да, мене ми се чини дека подеднако важно е тука и да се внимава на тој избор на жири комисија. Ако веќе зборуваме дека тоа може. Мислам дека тоа е поважно. Добро. Баш вчера размислував на оваа тема и разговарав со некои членови што се загрижени за ова, дека може да се намести нешто. И после разговорот, да, сега деловникот за избор на жири комисии е направен така. Тоа е нов деловник е така што ни самите членови на жири комисиите не знаат или не би требало да знаат другите кого ќе понудат. Значи јас имам мое мислење, да не наблегуваме во деловникот, се сведува на тоа дека членовите на жири комисиите не знаат другите кои членови ги предлагаат. Така. Тоа тајно секој член на управен одбор тајно предлага тројца членови, на крајот сите предлози се ставаат на еден список за една награда, да речеме, и потоа повторно тајно се гласа за тие. Сега, ако однапред двајца или тројца членови се договорат, ајде да ги предложиме тие, ајде да гласаме за тие. Секогаш постои може. Тогаш значи сега ама тука ова е оставено па на совеста на авторите. Значи ако автор некој може да се дрзне да појде кај двајца членови на управен одбор и да рече предложи ги тие и после гласајте за тие да бидат во ова и да збори со тие автори да гласаат за него, тој може би ќе ја добие наградата. Ама таа награда веќе тотално извалкана, како му извалкана и тоа ќе се дознае. Мала книжевна средина. Да, во секој случај. Битно е значи дека е воведен тој, да кажам, принцип на тајност на изборот, на предлагањето на членовите на жири комисиите, а потоа исто така и гласањето на односно одлучувањето на членовите на жири комисиите исто така мора да го применат принципот на тајност. Океј, да. И на крајот се доаѓа до таква ситуација, членовите на управниот одбор на крај не знаат кои се членови на жири комисии. Така. Да. Би се запазило целост. Што е супер. Значи баш зборував со неколку со повеќето членови на жири комисиите, кажат супер вака.
Никој не те замара, Да, никој да, не да. ти се јавува, не ти Да, беше притисок. пошто знае да биде меч со две острици, да, а вака е веќе подруго. Да, fair enough, ферски. Добро, еве ги тука од преска стоат стожерите, како уште една активност која што нели Друштвото на писатели ја применува, мисли чини дека ова е нешто последно или како ќе му Тоа е последно, Да, да. да, тоа е последниот, да. Наактуелно, ајде нешто за тоа, за издавачката дејност. Па потоа ќе преминеме уште нешто конкретно оваа емисија да спомнеме, да. Па за издавачката дејност Стожер е моментално нели таа ревија што се издава, може да се зборува. Која година? Од 96-та. Значи Уште малку од Речи 30. се Да. 30 години, да. со председателствувањето на Светлана Христова Јуцич. Мгм. Таа го воведе, да кажам, како е јавно гласило на Друштвото Така. на писателите на Македонија. И да, по нејзина иницијатива било ова. Стожер нели списанието беа воведени со нашето зачленувство. Кога се зачленив јас, веднаш ме ставија во редакцијата на Стожер, таму беше. Нели, 4 пати годишно. 4 пати излегува Да. годишно и Терцијално, сега да. да, тогаш едно време се продаваше, сега е само за членовите, не е за продажба, ама ќе се зборува дополнително за таа можност. Издавачката дејност тоа, ама има и други изданија. Лани беше објавена книга за Даница Ручега, значи тие што беа досегашните добитнички 8. Годинава конкуриравме во Министерство за една книга, еден проект, Амаркорд. Нели, имавме во Стожер една рубрика, каде што повозрасните членови на ДПМ се сеќаваат на своји колеги членови што не се веќе меѓу нас. Да. И сега се насобра некаде 5-16 текстови, или повеќе може да се, што може да се соберат во една книга. И тоа може да стане, значи, континуирана Да. традиција. Да, Едноставно, да. На тој начин да се сеќавањето да се продолжи за колегите. Да, тоа наистина тоа е начин да се создаде една цела таква едиција од такви книги. И тој континуитет да се одржува и за помладите да се сеќаваат на некои личности што нема да ги сретнат. Так. Апсолутно. Јас само да кажам, еве, например, 30 години се одбележа од пред дождот, певме на гала вечера, на гала вечер, гала проекција и студентите, ако ги прашате, кои што сега имаат по 20 години, тие не се сеќаваат, не знаат кој е пред дождот. Не? Да. И тоа е, например, Како не, а на некој начин еден од врвните македонски филмови кој што одолел на времето, нели? Така е. А замислете 30 години, а што ќе се случи по 10 години? Значи, дали некој ќе се сеќава можеби на Баше Конески, на Петра, значи мора да се одржува сеќавањето за Точно, дали преку наградите кои што се именувани преку нив, дали преку ете такви текстови во овие списанија. Чисто прашање кој што ми текна, може член кој што е автор, а не е член на ДПМ да придонесе текст во Стожер? Не знам, тоа така ми текна. Тоа не сум сигурна. Да. Начално. Мислам дека може да објавува, нели има по препорака најверојатно на некој член, можеби како за едно членство, нели? Така, јасно. Па мислам дека не е проблем. Имаат првостранските автори не се членови на ДПМ. Да. Значи тие се објавуваат во Стожер. Така. Мислам дека има и македонски автори кои што биле објавувани во Стожера, да не се членови на ДПМ. Ама секако дека тоа е пред се за авторите што се членови на ДПМ, независно дали се активни или пасивни. Да, тука нема. Океј. Добро. Што е со 2025 година? Има ли веќе некои дискусии помеѓу вас за тоа како може да се подобри работата на ДПМ? Ајде ќе поминат празници едно друго, ама веќе годината таму од февруари ќе си тргне со настани, знам дека имаше неколку промоции на книги во како што е утрешната на Игор Ангелков, нели на неговиот најнов роман. Претпоставам дека таа традиција ќе си продолжи и сигурно имаш и нешто. Кажеме тој момент дека ги отвориме вратите, значи за книжевни настани од каков било тип, не само за
членови на Друштвото на писателите, туку и за каква било друга книжевна иницијатива, значи еве како што беше случајот со Сдруженијето на преведувачи, со наградата Вавилон за млад преведувач. Да, треба да се спомне тоа, да. Вавилон го заборав. За тоа некоја, нели, кажавме, некоја врнежување, да кажам, со други здруженија, со други институции, од типот на што планиравме исто нешто како НУП нешто, така, како библиотеки. Направиме, да речеме, комеморацијата на Михаил Ренчов, например, исто беше... За Оливера Николова, исто комеморацијата. Не, зборам дека беше во соработка со други институции, значи како НУП и филолошки, како Пен центарот и така натаму. Значи да постои таа една поширока соработка на друштвото. Што е за поздравување во секој случај. Да, со други слични институции, установи. Да, и во насока на таа отвореност која што можеби во некои претходни, нели, наврати не била толкава како што е сега се трудите. Па, нели, тоа го поздравувам и посакувам така да продолжи и наредна година, нели, и годините што престоат. А што е со вас двајца на личен план? Спремате нешто за издавање на наредна година? Наоѓате ли време за покрити обврски и да запишување за творење? Јас ќе спомнам дека наоѓам за некои песни, поточно, не знам, тие песни успеваат да најдат време за мене, може да кажам. Треба за некое време до крајов на година да бидат објавени 2 книги под логото на булевар Ослободување. Тоа не го споделив во интервју за Тони Димков, мислам, ама не кревав многу врева околу тоа, не објавував ни текстови, па и поради тоа што нели се немаше многу и можности време, ама да, ќе бидат објавени 2. Тие се, да не зборувам сега за тие книги. Едната ќе биде поезија, ама тие се песни. Едната е реобјава, 20 години, тоа е всушност 20 години од објавување на мојата прва книга. Тоа се викаше Песок и свила, 2004 година. Имаш јубилеј, значи. Да. Значи, имаме 20 години од првата книга и збирката песни е Песок и свила се викаше и се вика. И избор од тие песни ќе бидат објавени и уште некои песни, една друга збирка, втора внатре збирка е Обични песни. Така е тоа. Да го запознаеме Живко и од друга страна и како поет, не само како прозист. И има и трета збирка. Третата збирка се вика Малага. Е град во Шпанија. И тие се пишувани од 2007 до 2009. Значи, а тие се такви... Стојат во фиока. Да, стоја во фиока од 2009 фактички. Навака се спакувани и велам, па сега е јубилеот, сега е време да се испечатат тие песни. Такви се симпатични пишувани, се доста во рима, има нешто хумор. И тоа е нешто што треба да биде објавено. И така, и другата е друг јубилеј е 10 години од булевар Ослободување. Значи блогот мој го отворив во 2014 година. И од 2014 до 2024 објавувани се текстови, преводи, по некој расказ, рецензии и така што ќе излезе една книга, се вика Булевар Ослободување број 10. Број 10 зашто се 10 години. И поднасловот е кратки раскази, има внатре кратки раскази, книжевна критика, рецензии, има за три романи, така посериозни рецензии, и плюс има оно што беше роман на година, во 2020 кога беа напишани текстови и тие ќе бидат внатре сместени, и има есеи и колумни. Значи, повеќе дисциплинарно може да се каже, да. Текстовите што беа објавувани на булевар Ослободување. Така. И за тоа се радувам, така ете убаво некако. Да, зашто не? Сите јубилеи се убави за прославување, како не? А ти, Сузе? Јас објавив оваа година една книга критики и есеи, на кои сум горда, бидејќи и тоа беше некој мали јубилеј, 25 години, како сум почнала, например, во, не знам,
99-та или таму кога ми беше првата рецензија што сум ја напишала новинска, па потоа се префрлив во книжевни списанија имав објавувано и така, најчесто за поетски книги. И тоа излезе во издание на Макавеј. Предходно некои вака позачестано објавував поетски збирки и дај викам сега малку да се одмори читателскава публика од мене, да не бидам нападна. И имам една збирка која што не е во фиоки, е во компјутер и само додавам нови во некое фолдерче, ама тие мислам дека ќе треба да поминат под некоја така сито малку да се да легнат, да се прочистат, па здравје Боже за некоја. Ќе го видат светот на Да. Сигурно нема да останат необјавени, да. Така. Мислам дека за јубилеите е добро да нели да како сума сумарум и да ја превршиме оваа емисија. Да, овој подкаст има јубилејна 5-та сезона. Следната година е 10 години од како јас почнав да пишувам, така што да, убаво е да се збори за јубилеите. Честитки нели и на вас и нели се надевам дека ДПМ ќе работи до година со уште поголем ентузијазам и со повеќе членови и со повеќе настани нели и едноставно како резултат на таа отвореност да оди во позитивна насока и книжевноста во Македонија, бидејќи целта на оваа емисија, како што кажавме, повеќето конституенти кои што кои што творат во Македонија, кои што се дел од книжевноста и литературата да седнат на оваа маса, се со цел да ги забавуваме сите љубители на книжевниот збор. Така што нели вие поканили вас во некоја наредна емисија кога ќе има нешто ново да се каже, секако да гостувате, ако не оваа сезона од септември по наредната секако. Плановите се големи, не застануваме тука. Ова е последна емисија за 2024 година. Се гледаме после празниците. Јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вашето присуство тука. Тоа беа Живко Гроздановски и Сузана Спасовска од Друштвото на писатели на Македонија и ќе ви посакам пред се убави престоечки празници. Да, одморете си се, читнете некоја книга, така што се гледаме на личен план секако или професионално во 2025 година. И благодариме и тебе. Да. Благодарност и до гледачите на овој подкаст. Тоа беше последната емисија за оваа година. Секако за она што следува од 2025 година ќе бидете известени на социјалните мрежи. Имајте субава вечер, читајте литература и останете во добро здравје. Чао!